благодарам. Благодарам. Селата немат канализации, 90% во државата. 90% од селата немат канализации. За Европа зборуваме или 21. век. Сите канализации во државата и гасификацијата заедно е колку спомениците во Скопје. Толку е. Целата оваа работа. Сите мерки кои што ги предлагаме, сите на купче, заедно со тие што плюс носат приход во државата и сите тие што имат плюс расход од државата, чинат 63 милиони евра. Тоа е 1/3 од спомениците во Скопје. 63 милиони евра. Толку чинат сите мерки од програмата да ја вратиме средната класа. Дел од тие мерки се однесуваат на образованието, дел од тие мерки се однесуваат на демократијата, на слободата и слично. Да кажем, една од важните мерки, од сите имаме или деца или внуци во училиште. Екстерното образование ќе го укинеме. И тоа треба да го знаат сите. Од 12 само штета врз образовниот процес. Тестирањата ќе постојат, но со друга цел и со друга организација. Како што се применува по целиот модерен и развиен свет. Што значи тоа? Секоја година 10 по успех најдобри средни училишта, кои што ќе го покажат наставниците, наредната година ќе имат 30% поголема плата. Ќе ги стимулираме наставниците да пренесуваат знаење, повеќе да створиме надпревар помеѓу самите школи. Дечињата кои што ќе излезат од тие 10 најдобри средни школи или 20 најдобри основни училишта во државата, на свидетелството ќе имат плюс звездичка да се знае дека излегле од тие генерации на најдобри школи. Секој наставник кој што ќе го подготви детенцето за републички или регионален надпревар и при тоа донесе прво, второ или трето место, ќе значи дека пренесува плюс знаење од наставникот кон ученикот. Ќе добие 3000 денари плюс поголема плата за секое добиено наградно место на своето детенце. Сет на вакви механизми кои што ќе поттикнат квалитетно образование. Денеска ни се случува четврто оделение децата да имат по 6 по 7 часа и тоа не поразува сите. Немат детство, учат баук и на крајот ништо не знаат. Средните школи нема веќе подготвени за работа. Учат они по 6, по 7, по 8 часа, имат по некој пат, 90% одат на факултети, нема подготвени веднаш со средна школа, кои што може да се пуштат во производствениот процес, на пазарот на трудот, мора да го воведеме практиканството во средните школи, да имаме враќање и на занаетите, се изгубија занаетите, а тие даваа плата за многу млади луѓе, кои што имале традиција во семејството од занаети, да можеме да направиме образование согласно потребите на нашата земја. Оваа влада отвори факултети на секаде, 95% младите одат на факултети, сите знаеме колку знаат, на крајот после завршување на факултетот, а тоа пазарот на трудот ќе го провери и денеска имаме ваков случај. 95 млади луѓе во Струмица имат завршена оделенска настава, наставници по оделенска настава. Секоја година завршуваат нови 15 до 20, а годишно се ослободува 1 или 2 работни места. И што ќе правиме сега со тие млади луѓе? Кај ќе се вработат? Не може да бидат они инженери или менеджери. Ќе чекат 1, 2, 3 години, фаќат патот надвор од државата. Ги уништивме генерациите, зошто? За да покаже Груевски дека невработеноста паѓа, и натера младите да одат сите на факултети и сега имаме иста голема невработеност, ама со високо образовани млади луѓе. Тие млади луѓе си имат веќе своји проблеми и комплекси, викат јас сум со диплома, барам работа, државата е должна да ми најде работа, а државата е политичка гарнитура и опште не ја интересира што е еднината на земјата. Неколку мерки од делот на демократијата. Кога ќе дојде ноември и декември месец, премиерот и министерот за финансии мора да бидат на МТВ цел месец, да седат овде и да образлагат буџет, најважен документ за државата. Да докажат на граѓаните кои што го полнат тој буџет, каде ќе се трошат нивните пари. Зошто тоа е поприоритетно од било што друго во државата? Да има транспарентност во постапка. Кога се носат законите во парламент, не може да бидат поскратена или итна постапка. Денеска граѓаните не знаат од која страна фрнчи нова казна, или нова обврска, или нов данок. Зошто ти не ги знаат законите што се носат? Мора да има јавни дебати за законите и плюс да не бидат поитни постапки во парламент.
да може да се дебатира за нив, да знаат граѓаните од секој закон што предност ќе има плюс, или ако имат обврска, што обврска ќе има плюс. Мора да има транспарентност во тој дел на постап. 350 мерки во секоја област. Треба да знаете дека конечна цел и ефект име да ги враќат парите назад кон граѓаните или да остават плюс пари назад кон граѓаните. Што значи тоа? Не постои друг механизам, вака урнисана земја, да може да ја застанеме на носа. Сите го знаеме, не треба да бидете економисти, не може да бидете експерти, да знаете дека ќе не ја биде државата ако народот има пари. Тоа е повеќе од јасно. Токму од тие причини директно интервенираме во базата, во темелот. Преку еден ваков механизам сме убедени дека ќе ги вратиме работите на нормала во нашата земја. Ама сами ние од раководството на СДСМ тоа не може да го постигнеме. Затоа сте и вие вечер вовде. Меѓу другото да ве замолиме за тие мерки да го пуштите гласот до каде што можете. Доаѓаат празници и ќе се дебатира на секаде. Доаѓаат доста празници, ќе се гледаме со луѓе, ќе се дружиме, ќе се дебатират тие мерки. Веќе на ангро се зборува за ДДВ-то, за пензиите на СДСМ, за покачувањето на платите и слично, се зборува. Не треба да бидете експерти или економисти да ги браните, кога некој ВМРО-вец ќе ви каже дека од кај бе тоа ќе најдат пари тие од СДСМ за овие мерки. Само кажете им, ние споменици и музеи нема да градиме и еве од кај ќе најдеме пари, за да ги спроведеме сите овие мерки. Дека имаме обврска во овој период кој што предстои да одиграме историска улога. Нема кој друг во Македонија ако не СДСМ и опозицијата. Нема кој ако не ние сите заедно да кажеме стоп на ова бескрупулозно уништување на Република Македонија и за смена на власт. Следете на нас од раководството на СДСМ и ви ветувам. На првите наредни парламентарни избори Груевски оваа влада ќе замине. Ќе замине, тоа ви го гарантирам јас. Падна режимот 8 години Бериша во Албанија, падна и 9 години режимот на Милошевиќ во Србија. И овој режим ќе заврши. Но ред е граѓаните да имат понуда од СДСМ, да имат мерки и решенија за кои што ќе застанат, а ние политичарите да имаме чесен пристап пред нашите граѓани.